Со официјално означување на почетокот на градежните активности започна реализацијата на првата фаза од булеварот Македонија, еден од најзначајните инфраструктурни проекти за Скопје. Почетокот на работите беше најавен заедно со премиерот Христијан Мицкоски, а од град Скопје посочуваат дека со овој проект главниот град влегува во нова фаза на современ урбан развој. Се работи за првата од вкупно 5 фази, преку кои булеварот Македонија треба целосно да се реализира. Иако подземната сообраќајница како трета фаза е веќе изградена, надлежните појаснуваат дека нејзиното целосно ставање во функција е можно само со реализација на сите фази. Во рамки на првата фаза ќе се врши реконструкција и рехабилитација на постојниот коловоз, како и проширување на одделни сообраќајни ленти со цел подобрување на проточноста и функционалноста на сообраќајот. Проектот ги опфаќа булеварот Борис Трајковски кај Рампа, улиците 11 октомври, Пролет, како и кракот булеварот Македонија, до влезот во Борис Трајковски. Во оваа етапа предвидено и проширување на улицата Пролет со дополнителна коловозна лента, како и воведување по безбедни раскрсници со ново сообраќајно решение, велат од град Скопје. Паралелно со коловозната инфраструктура ќе се изведува и атмосферска канализација со поставување на повеќе од 60 шахти и сливници, што според надлежните представува значаен чекор кон поотпорна и одржлива урбана инфраструктура. Подземната сообраќајница ќе располага со вкупно 6 ленти, 4 за двосмерен автомобилски сообраќај и 2 за јавен превоз, како и пешачки патеки. Со пуштањето во употреба очекуваме значително намалување на сообраќајниот метеж, побрзо движење низ центарот и создавање побезбеден и покомфорен урбан простор, посочуваат од град Скопје.